Добар ден. Повторно јас. Неправдата боли. И тоа многу. Основен суд Евгелија. Вака, значи повратениот предмет од апелација во пресудата, бидејќи мислам дека на памет ги знам сите работи, мислам околу мојот случај, напишува председавачот: сега ние дека немаме друзи докази како било, што било и зошто било, и сега ќе ја бараме вистината во психијаторгите од негорци. Значи, Даница Каркалашева, Љубица Цилкова и психологот Александар. Сега тие да кажат како било, што било и зошто било и така. И таму еднаш објавав попристрасен, поглупав, не знам како да се изразам, записник неисправен. Тоа е видливо, ви читав јас, ви кажував, ама само, ајде, накратко да кажам. Значи, во доказна постапка се потврдуваат и убиецот и другарот на убиецот, потврдуваат дека се работи за едно куче. Меѓутоа, психијаторките на 3 пати напишуваат кучињата. Зошто ово го напишеле? Ома да ви кажам. Значи, во клучниот момент на самото убиство, во часот 10:29 минути и 43 секунди, моето дете му се јавува на Стефановски Слободен, кој е во реката. И Стефановски Слободен го објаснува тоа дека му кажал детето што му кажал. Чекај, кучето го тера ловот е кај тебе. Убиството, да ве потретам, се води во 10 часот и 30 минути. Едно куче е. Затоа се напишува психијатрските кучињата. За да стои работата разбркана, као ние треба пасиме. Втора работа од нив. Напишуваат дека тој ја зборува вистината. Вистината во доказна постапка тој кажува дека за 45 минути од кога тој го бара, убиец го бара моето дете, па пристигнал. Ви објаснував тоа. Од докторот на брзата помош кој стигнуваат за 23 минути. Од Евгелија до местото на злосторството. Меѓутоа во нивниот записник стои 2 часа. За 2 часа стигнале брзата помош. Во нивниот записник стои: користел оружје од хоби. Гледам, читам, не верувам. Зошто? Па тој е наоружен, мислам како украинците и русите. Значи, поседува мимум тоа репетирачка пушка, карабин снайпер, поседува и пиштол 9. Но психијатрките тоа го имаат како документ пред нив, но го напишуваат од хоби. Ама председавачот, судијата, кажува да ја бареме вистината во психијаторгите и настапува на телевизија Сител, новинарот што снима, настапува одбраната Двонко Давидовиќ и кажува како што тврдат вештаците и ние одбраната дека е убиството од небрежност. Бесстрамно тоа го кажува во јавноста и се надевам дека вике во следниот процес ќе заврши судењето и судењето се заврши.
Зошто? Зошто тие се една иста каша. Сега. Значи, да напоменам, не вадеа извештај пред тоа. Да видиме ние кој го барал. Вештачење. Што си кажале? Дали се договориле, како што пише во сите записници, по претходен договор и самиот сведок клучен, другарот на убието Стефаневски Слободен, изјавува дека тие заедно одат, па оттаму, од планината го барат. Моето дете не го бара дека ја имам извештај од ВИП. Меѓутоа во пресудата Иван Стаменов си дозволува лажно да напише дека моето дете го барал убиецот. Писмено од ВИП ви зборам дека не е тоа така, дека тоа лажно. Меѓутоа тоа патува за апелација и апелација тоа го чита. Зошто ова го прават? Многу краток е еден збор е тоа, за пари. Нека го прават. Мене ќе ме боли. Ја со ова не постигнувам ништо и тоа ми е јасно на мене. Ама и врапчето која горела куќата земела на капка и пуштил горе и другите врапчиња се смееле. Абе што ќе направиш ти со таа една капка? Не можеш ништо да направиш. Врапчето им одговорил: јас сум должен да се извршам мојата должност колку можам. Тука се пренаоѓам и јас да ви кажам дека ова го нема никаде, не на земјата, никаде во никакво судство. Ако зборам, треба цел ден да зборам за тонско снимање, за лажни изјави, за лажни, се тоа е страшна работа. Страшна е во однос. Зборам повеќе за вас него за мене. Мојата заврши. Заврши не само пресуда, и така, и вака, и унака, и убиство, и трагедија, се ме знаете, тоа све заврши за мене. Зборам за вас да бидете опрезни со тие тонско снимање ве стават таму кај што ве ги протеруват публика, да нема никој, телефони ви земат све и записници после еден месец, како тие сакат, така ги прават. Сега да продолжам со тоа. Мимо сите работи, значи, кажав за телефони, извештај, вештачење, со доказ, крим техника, основна јавна аудитка не испаѓа да направи истрага. Меѓутоа, крим техника во увидот на истрагата, како е напишено во записникот, околу 15 метри, иако јас сум сигурен дека не е од 15, дека тие се на 17, на 19 сантима сите сместени вака. Видеото обратно покажува околу срцето. Така е запишено во обдукција. Никакви траги од тоа дека на тоа место е сторено убиството. Кога кажувам никакви траги, значи, како што изјавува убиецот, кај стоел моето дете и од кај го пукал. Тоа е агол високо, толку многу високо, ја го мерев тоа и тие сум стручен за таа работа, знам да го измерам тоа. Стручен во однос, имам школа за толку. И сега, нешто нема кршене гранки, како што изјавува убиецот. Слушал он кршене на гранки, па пукал. Видел дива свиња, па пукал. Нема траги од дива свиња. Тоа не е зајче. И да е зајче, може би на таа крехта земја, ќе се видат, ќе се најдат траги. Меѓутоа дива свиња да потрче, малку кисело се смеам, да нема траги,
а да вършат двајца кримтехничари кои се пред пензија, зборам искусни, да не најдат никаква трага, да не најдат трага од локна од крв, како и самиот убиец изјавува, како што кажува и професорот Златко Јаковски, кај што е погоден на мајца, мора да има излевање на крв. Тоа е во тоа место кај што крвта е, ајде да не кажам. Сега, никакви траги нема увидот кримтехника. Изјавите од записниците, што ви збора пред претходното видео, мене ме испрашуваше прв основната јавна обвинителка, клучниот сведок Стефановски Слободан. Еве кога го испрашувала. Има многу во доказните записници. Значи, таа го испрашувала на 19.10.2020 година. Тоа е 3 дена, без 3 дена, 1 година после убийството. И има записник од таа работа. Од изјавата на Стефановски Слободан зборам. Ти да испрашуваш сведок кој заедно одат, после 1 година го испрашуваш. Што значи ова? Ова е срамота. Како човек, ако обвинител или судија, па тоа не знам како да кажам, како да ве наречам, не употребам вулгарни зборови, меѓутоа вие од сите вулгарности зборови да ги става во едно место ги заслужувате. И сега во доказната постапка нормално, тонско снимање нема, записници ви кажував. Како тие сакат, така да ги прават. И сега стигнавме до граѓанска постапка, што не сакам да зборам за неа, али морам. Таа патува на апелација и апелација ќе чита таму, што пишува во пресудата од граѓанска постапка. Во граѓанска постапка, еве е пресудата, во граѓанската постапка има микрофони, си стојат, меѓутоа не работат. Да не, мислам, ви кажувам зошто не работат. И рибите во матно се ловат нелесно. Така ја сум поодамна, поразно, во индијанско време, така ние ќе ја разматиме водата и тука рибите дремат. Си ги фаќаме. Сега, во граѓанска постапка се кажува, судијката ми даде збор, кажав, меѓутоа во записот гледам, го немам моето кажување. Добро, второто судење или третото беше, не е важно, дигаме ја ръка, ми одобри. Станувам јас, Господ ги почитува на судијки и така и сега јас само тоа ја кажах, кога ми дозволи на дополнување на тоа, само ја кажав дефиницијата, односно европската дефиниција за човекови права. Да не ја кажувам, тука да трошиме време. Дека ја знам на памет. Документите тие што ги носев, бев напишал, него ги остави таму. Ја знам на памет. Арно ама, покрај тоа што јас ја знам на памет и ја кажував таму. Ама сега треба ја да кажувам, писарката да пишува. И сега фактички, чекај, како кажа, шо кажа, тоа. Значи, шо значи тоа? Треба ја да диктирам, па да таа пишува. Што очекувате од еден, ајде, се рачунам во нормални луѓе, просечни луѓе, како сакате ме наречете.
Да ви диктира? Па вие не знаете да диктирате, не аз да ви диктирам. Меѓутоа ја кажав. Нещо запиша, а нещо не, и то не беше важно. Најважно, од цела пресуда напишена, како многу лажни доказните постапки. Без број. Ке извадам само од пресудата од граѓанската постапка. И вака. Од увидот, читам, од увидот во записникот за испитување на сведокот КО-288/19 од 19.10.2020 година. Значи, последна година. Тој записник на испитување на клучниот сведок Стефановски Слободан, кој одат заедно на лов. И вика, на основното јавно обвинителство Гевгелија, во кој содржан исказот на лицето Слободан Стефановски, заперка, се утврди дека пред настапувањето на штетниот настан, тројцата, значи настан, заперка, тројцата, заперка, пристигнале во вилата на покојниот, која се наоѓа на планината Кожув. Сето ова што ви го прочитав патува за апелација. Меѓутоа сакам само ова да ви кажам и да знаете. И да знае и почитуваната судика Олја. Во доказна постапка тој истиот Стефановски Слободан е напишано во записник дека тие двајцата се наоѓаат во вилата на моето дете. И од таму, кој го бара, не знам. Моето дете сигурно не, дека го нема во исписите извадени од ВИП. Иако, ви кажав многу пати, председавачот судијата напишал моето дете го барал. И кажав јас еднаш, ја барал на мајка ти. Го нема да го барал. Дали го барал Стефановски Слободан неговиот другар, или тој ги барал нив, тоа не знам, дека не вадија извештај. Тие не вадија извештај. Вештачен да видиме ние кој, како, кој, зошто, дали. Меѓутоа, да не се оддалечеме од темата. Значи, тие се наоѓаат во вилата. Тоа е докажано во доказна постапка. Ама сега тука во граѓанската тие заедно одат. Напишала во граѓанска постапка судијката Олја. Напишала дека тие заедно одат. И што правиме сега ние? Ова пресуда патува за апелација. И сега апелација, било кој судија, чита, тие заедно оделе. Жалам, и искрено мислам ве жалам, што вака, на вакви начини, ефтини, глупави, тупави, како да ги наречам, не знам, па тоа е болно. Да се работи за некој бизнисмен, па крадел од шумата, од не знам дека, од граѓаните, па крадел пари, па правил менезати, па вие сте тука во игра, ви дале, не ви дале и тоа. Ама ти на дете, 32 годишно, зверско убиено, да напишеш тоа што го нема во тој записник 288/19, го нема. Тоа го нема таа изјава на Стефановски Слободан, дека тие заедно отишле. Олја, на вас ви зборувам, ја нема таа. Читајте го колку сакате таму.
Вие сами со себе се побивате од вашите записници збора. Значи тој напишал вака, тој напишал така, тој напишал онака и на крајта чорба не се знае дали се става шекер или сол или разбркана така. Вие тоа го правите со намера. Тоа боли. Поздрав!